Бев изненаден и малку збунет, но секако многу расположен кога представникот на Младинскиот совет Петре дојде едно убаво утро на едно кафе во театарот и ме замоли да соработувам со Младинскиот совет. Впрочем, сигурно тој пратејќи ја мојата работа со млади таленти, а и подоцна како што разбрав функцијата на Младинскиот совет е причина за формирање се извинувам на овој младински совет заради потребите на младите на нашата општина. Знаете, јас со години работам со млади луѓе, поготово од средините како што се средните училишта и помали и поголеми и независни проекти. Значи станува збор за еден виртуозен комедиографски чин на еден современик Алдо Николај, француско потекло сатиричар, кој неговиот текст во драмски театар повеќе години обстојува и ги соборува рекордите. Дотолку беше потешко со млади луѓе да се работи, затоа што една видена форма од врвни актери од нашето македонско глумиште, значи се впуштивме во силен предизвик и прифатена борба за едно потврдување на самиот текст, а и предначиње можеби или презентирање на наше видување на ова драмско дело. Работевме извесен период, многу интензивно. Самите млади колеги кои јас милувам така да ги назначувам, беа податливи, изворедно за работа, знаејќи ги моите укажувања и пред се задачи, наидував на прекрасно разбирање. Впрочем, нивниот широк диапазон на актерско младинско мајсторство кој го покажува во претходните проекти, јас би ги спомнал тука, значи Свадбата од Бертолд Брехт, би ја спомнал култната представа Окупација на салонот Шушу, комедиографската Сонот на госпоѓа министерка. Тоа е значи една палета од актери сега избрани, една избрана тројка од Катерина Чикаровска, од Ѓорги Трајков, мојот омилен актер, пред се од Јордан Панајотов, кој во моментот во ова представа беше и собирач или избор на една прекрасна музичка линија. Значи, јадрото и представата се таложи на овие тројца млади колеги позади мене, кои веќе 3-4 години даваат убави актерски остварувања во нашето струмичко поднебие и многу гостувања кои нашата општина ја представува значи надвор од општината, со многу репризи во нашиот град, со еден ланешен рекорд на публика од скоро 7-8 илјади гледачи. Исто взаимна соработка ја отпочнавме тогаш со Младинскиот совет и со Перо, со една хуманитарна представа во многу убави цели. Јас се надевам најавените гости од вечерва, кога представата, значи во четврток, ќе биде премиерно прикажена во големиот салон на Антон Панов, дека ќе биде со најавите и реализирана. Селекторот, значи, на Давко Очени треба да присуства, е влезена веќе во селекција. Значи, луѓето од Дојрански ракувања, фестивалот Богданско лето изразија спремност да дојдат да го пропратат нашиот квалитет пред се сигурно и надевајќи се на успех, дека сите контакти кои ги имаме со Младинскиот совет и достојно ќе ги презентираме преку ова представа театарските достигнувања на нашата младост, на нашиот град, впрочем, кое што и лани беше логото на струмичкото, првично струмичко мирно лето од младите за нашата страна. Се започна кога онака, нели, во слободното време ќе седнавме во дворот на нашиот режисер и тој ќе понудеше, нели, ќе извадеше по некој текст и да со цел да ние си да одбереме што следно ќе работиме, па така тој после долго размислување тој го одбера, мислам заедно го одбравме текстот Умри Машки, кој подготовките започнаа некаде после новата година. Инаку Умри Машки е представа комедија која е фарсастична и режисерот ги градеше ликовите така што тие
Со самото трајање на представата, тие ликовите се разголуваа како карактерно, така и во друга смисла. Инаку, не. Мојата улога во Умри Машки, која е режирана од Алдо, напишана од Алдо Николај, е Бруно. И ова е еден типичен лик, целата представа представува една фарсастична комедија која се случува било каде во светот, во секое време. И ова е карактер кој екзибиционист и со текот на представата да кажеме дека Ева постепено го умира со нејзините постапки кои му нанесуваат како физичка, така и психички тешкоти на ликот. По повод четвртиот роденден на Младинскиот совет, ја имаме и представата премиерно Умри Машки. Освен представата, ќе имаме доделување на плакети на луѓе кои што имат премногу допринесено за развојот на Младинскиот совет. Имаме скромен коктел и сечење на тортата. Мило ми е што Младинскиот совет веќе 4 години поддржува мали и големи проекти и мило ми е што оваа представа Умри Машки беше во заедничка соработка. Се надам дека успешно ќе помине и во Струмица и надвор од Струмица и надвор од Македонија.